студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Обвинителството отвори случај за трговија со дете. Во истрагата се опфатени 5 лица. Во овие вести Мирјана Давидовска ги има деталите. И за што станува збор? Маријано, тоа што го видовме од страна на соопштението на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, за овој случај се осомничени 5 мина, кои што веќе по барање на обвинителството се наоѓаат дел во ефективен, дел во куќен притвор. Станува збор за родилка од Куманово, која што според информациите кои ги добивме е припадничка на ромската етничка заедница и веќе имала 6 деца. Доброволно се согласила, преку посредници била договорена да своето бебе, кое што го носела во утробата, го даде буквално за околу 5000 евра и за сето тоа да потпише изјава на нотар. За ваквото незаконско посвојување на дете, обвинителството, како што споменав, отвори постапка, а веќе реагираат и од страна на невладините организации, но и сите организации кои што се занимаваат со ваков тежок вид на криминал, па во продолжение во прилогот имаме ставови од првата детска амбасада Мегеши, да слушнеме целосно за што се работи. Обвинителството за организиран криминал и корупција отвори постапка за случајот со посвојување на бебе преку нотар за сума од 5000 евра. Родилка од Куманово, мајка на 7 деца, преку посредници била запознаена со брачен пар, кои сакале незаконски да го посвојат незиното новороденче. Во случајот посреднички биле 2 жени, од кои едната евидентирана како згрижувач на деца. Се до запознавање на родилката со брачниот пар и помагале во неколку наврати со околу 250 евра и ја следеле незината бременост. Мајката се согласила за 4000 евра да го даде своето новороденче на брачниот пар, но брзо откако потпишала изјава се предомислила. По порадувањето, брачниот пар ја однел на нотар каде потпишала изјава со која го признава првоосомничениот за татко на новороденчето и му го дава старателството доброволно, оставајќи го на чување, воспитување и издржување. Веднаш потоа осомничениот брачен пар и исплатил 4000 евра, а подоцна кога го побарала детето да ја го вратат, првоосомничениот ја одбил нудејќи уште 1000 евра и укажувајќи дека со потпишаната изјава таа веќе се откажала од него. По барање на обвинителството, првоосомничениот кој бил заверен на нотар како татко на бебето и родилката добија ефективен притвор. На останатите 3 лица им е определена мерка куќен притвор. Станува збор за родилка од ромска заедница која била во тешка финансиска состојба. Според директорот на првата детска амбасада Мегеши, веројатно се работи за злоупотреба на родилката која била доведена во заблуда искористувајќи ја незината тешка состојба. Треба тешко и тоа обвинителството за Центарот за социјални работи мора да има увид во состојбите на ваквите ранливи категории на граѓани и семејства со цел да се спречи нивна злоупотреба, вели Змијанац. Овие семејства треба да се доедуцираат како можат да обстојуваат. 7 деца да се искренат денеска е многу тешко и тоа мора да Центарот за социјална работа да има увид. А повторно ќе кажам, подведувањето на родителите и искористувањето на нивната тешка социјална и економска состојба укажува на тоа дека не само што се ранливи, туку може да бидат и вклучени во мрежата на организиран криминал и трговија со деца оваквите семејства. Во овој случај, нотарот не би требало да направи ваков вид на заверка и требало веднаш да ја извести нотарската комора. Иако нотарите не се обврзани да се занимаваат со содржината на изјавата која ја заверуваат, сепак нотар не може да стави печат на старателство кое според закон се утврдува по судска постапка. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Европската унија нема да прифати преговори за Украина без